Петок, 4 август, кратки вести во 12 часот. Преку внимателни ископувања и напредни анализи, тимот швајцарски и албански археолози открија дека преисториската населба Палафит Кајлин на албанската страна од Охридското езеро е најстарата позната населба во Европа. Нашите откритија покажуваат дека областа Лин служела како центар за развој на земјоделството, занаетчиството и рибарството пред околу 8500 години, велат од тимот. Потенцираат дека еден од најважните резултати на проектот Експло е фактот дека населбите во регионот на брегот на езерото се многу постари отколку што очекувале. Во вторник на 8 август ќе се одржи оперски рецитал на оперската пејачка Илина Митревска во предвечерието на големиот празник Свети Климент Охридски. Таа ќе настапи во пијано придружба на Дарко Мариновски. Младата сопранистка студира на конзерваториумот Джузепе Тартини во Трст, Италија, под менторство на реномираниот италијански сопран Паолета Мароку. Концертот ќе се одржи во црквата Света Софија од 20 часот и 30 минути, а влезот ќе биде слободен. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола го објави конкурсот за упис на нови студенти. На факултетот за туризам и угостителство во Охрид има слободни 302 места за 40 помалку од лани. Идните академски граѓани може да избираат меѓу студиските програми за туризам, осигурување и менаџмент со ризик, царина и шпедиција, менаџмент во услужен сектор, гастрономија и хотелско-ресторански менаџмент. И оваа академска година ќе бидат активни студиските програми на англиски јазик, на насоките туризам и царина и шпедиција, а ќе може да се запишат по 16 студенти. Првиот уписен рок е од 21 до 23 август. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 34 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.